на сите тие пунктови, на сите тие приемни места може студентите да дојдат да ги достават своите документи, откако претходно ќе направат профил во нашиот електронски систем, каде што можат да влезат, да ги внесат своите најосновни податоци, да ги внесат своите оценки, да ги направат електронските плаќања и понатаму нареден чекор е да ги достават своите документи. Сите оние кои што не може да се снајдат, нека дојдат до нашите наставни центри и ќе им помогнеме за да може да ги внесат, односно ќе помогнеме за да се isprocesираат тие документи, да можеме ние да им помогнеме да ги внесеме. Конкурсот е отворен, значи, односно првиот описен рок е отворен 24 август до 1 септември. По целиот овој период сите студенти, сите кандидати нека ги искористат за да ги достават своите документи. Уписот се врши на 12 факултети и 3 академии. Нека влезат на нашиот сајт, нека ги погледнат сите информации за студиските програми, нека се решат на еден од нашите факултети, нека го препознаат Универзитет Гоце Делчев. Мора да ги споменам дека оваа година имаме понуда, односно ослободување од партиципација за поголем број на новозапишени студенти. Вкупно станува зброј за 210 кандидати кои што ќе се пријават. Ќе бидат рангирани според успехот и тие 210 ослободувања од партиципација за прва година ќе бидат распределени на следниот начин. 30 се предвидени за факултетот за медицински науки, по 20 на земјоделски факултет, економски факултет, правен факултет, факултет за природно-технички науки, факултет за туризам, бизнис, логистика и факултет за информатика. Понатаму по 10 на најдобро рангираните на електротехнички факултет, машински факултет, техничко-технолошки факултет, факултет за образовни науки и Муичка академија и по 5 ќе бидат ослободени од Ликовна академија и Филмска академија. Дополнително има 66 ослободувања од партиципација на Филолошки факултет, каде што веќе 6 се поделени по најразлични конкурси кои што беа организирани во текот на годината. Ќе бидат другите распределени на сите оние кои што ќе се запишат на македонски јазик катедрата, а дополнително останатите 60 ќе бидат распределени на катедрите по италијански јазик, турски, англиски, германски и француски јазик. Мора да споменам дека секоја година Универзитет Гоце Делчев ги ослободува од плаќање партиципација за прва година сите ромски кандидати кои што ќе се пријават на Универзитет Гоце Делчев, а мора да споменам дека и поради тоа што имаме спортисти кои што се дел од угода, дека и сите спортисти кои што се дел од нашите екипи кои што ќе станат студенти наши и тие ќе бидат ослободени од партиципација. Моментално е многу рано да се зборат за бројот на пријавени кандидати. Ќе причекаме сепак да помине првиот уписен рок, па потоа ќе излеземе со официјална бројка колку се пријавени, односно колку се донесени и isprocesирани документи. Бројката е символично помало оваа година, некако се намалуваат година во година, па така да има некаде околу 12.000 студенти, од кои што плюснати има дополнително што полагаат државна матура околу 1300 оваа година.